Драги мои, во минутите кои следат останете на оваа фреквенција и бидете дел од новото издание на емисијата Наша сцена. И во ова издание на оваа емисија ги подготвивме најновите и најактуелни случувања од македонската музичка естрада. Имаме доста гости, ќе уживате и во добра песна. Не пропуштајте, останете со нас. Ова издание на емисијата Наша сцена ќе го започнеме со добра песна. Ќе ја слушнеме младата и талентирана Дани Даниела и песната која носи наслов Си дозволив. За оваа песна изминатиот период се снимаше и видеозапис во соработка со Ин продукција. Ние премиерно ви го представуваме во продолжение. Останете со нас. Црни очи за мене беа пресудни, усни медни сладки врели, отровни. Вечна љубов беше наша заклетва, само тага остана, не сум ти единствена. Три рози се покорив, на твоите лаги си дозволив. Ти дозволив да бидеш нејзин, во моето срце болка да влези, но никогаш не ти дозволив да ме оставиш, да ме оставиш. Богато е срце, што за миг се надева, секој час што моли една тивка молитва. Да се вратиш, мило мое, посакај, па нека не сум твојата, една и единствена. Се покорив, на твоите лаги си дозволив. Ти дозволив да бидеш нејзин, во моето срце болка да влези, но никогаш не ти дозволив да ме оставиш, да ме оставиш. Тоа беше новиот видеозапис на Дани Даниела за песната Си дозволив. Се надевам ви се допадна и се надевам уживавте. Ние продолжуваме понатака со емисијата Наша сцена. Изминатиот период Ташко Карамфиловски ни гостуваше во студиото на Ин продукција, каде говореше за неговите наредни планови.
музички случувања и нови песни. Нешто повеќе ви откриваме од следното интервју. Останете со нас. Почитувани гледачи, на наше огромно задоволство денес во студиото на Импродукција е нашиот драг пријател Ташко Карамфиловски. Таше, добре дојде во нашето студио по подолг период. Добре ве најдов, навистина ми е чест и задоволство, како и секогаш, да сум ваш гостин тука во ова прекрасно студио. Така, денес имаме еден убав повод за твоето гостување. Представуваш твојата најнова песна, која што беше изведена на годинишното издание на Роса Фест. За која песна станува збор? Па се работи за песната Жена убава, во соработка со Љупчо Соколовски Бубе, исто така и со Милан Завков и Новица Соколовски, заедно, значи таа пробана екипа одиме понатаму и станува збор за една убава песна, каде што имав доста позитивни коментари за таа песна и ми е чест и задоволство. Која е приказната на песната, доста убав наслов, Жена убава, дали може би повторно посветена на твојата сопруга? Па овој пат е општо, не е посветено на За сите убави жени. За сите убави, нема жена што не е убава. Сите се убави, така. Точно. И е посветена на сите жени, на сите дами, да речам. И се работи за една весела песна. Сакам да кажам дека во неја се работи леле каква жена убава, значи ево прашање леле каква жена убава, бидејќи секогаш ние на нашите настапи секогаш сме во дружба на жени, мораше да има една песна и така за жени. Така, како помина на Роса Фест, годинава во поразлично издание во студио. Па иако навистина беше убаво беше атмосферата да се учествува, значи таму, но меѓутоа немаше без ова година без никаква атмосфера, малце тоа што нас, да речеме, сме желни за да слушнеме аплауз кога ќе изведеме некоја песна, но за жал ова година тоа помина само така, колку да да речем да се деси нешто. Учествувавме голем број колеги од естрадата, поминавме убаво, организација убава и се надевам дека сите колеги си поминаа прекрасно, но меѓутоа без публика не е тоа. Да се надеваме дека ова зло ќе заврши во најскоро време и дека повторно ќе имате можност да си пеете пред вашата публика. Колку време ја подготвуваше оваа песна? Па песната се подготвуваше неколку месеци од кога добив покана да учествувам на Роса Фест. Тоа беше значи некаде околу октомври, почетокот на октомври. И пред тоа имавме приготвена една песна која требаше да излези заедно со тимот што го спомнав, но меѓутоа какви што беа работите, наеднаш стана пресврт, да речам, и таа песна искористивме на Роса Фест. Се надевам дека за кратко време со добар тим направивме добра песна. Дали си ти задоволен од крајниот резултат од песната? Па секако дека сум премногу задоволен, уште позадоволен сум кога ќе добиам некоја порака, дека навистина сме направиле нешто што е добро. Заборавив да кажам дека текст на таа песна е од Далибор Ѓошич. И како што да се надоврзам на тоа, навистина е успех кога некој ќе ти рече дека си направил нешто добро, кога ќе ја прими публиката. За нас како изведувачи секоја песна што ќе испееме нормално дека не е убава, но најубаво е кога публиката го кажува тоа. Иако еве веќе година дена тоа веќе стана без публика многу тмурно, но се надевам дека што побрзо ќе го пребродиме тоа и ќе сме во рацете на публиката. Така, кои се твоите очекувања? Дали очекуваш дека ќе стане хитче? Дали можеби ќе надмине до 101? Па како што спомнав дека секоја песна се надеваме дека треба да исплови онака на како што треба, но меѓутоа тука е да публиката пак ќе спомнам да каже што и како ќе се деси. Нормално, колку и да е убава песната, ако не му се допадне на публиката, нема хит. И се надевам дека ќе стане слушана песна. И тоа е тоа. Така, јас предлагам и нашите гледачи да ја слушнат оваа убава песна. Вие, драги мои, уживајте во настапот на Ташко Карамфиловски.
slobodno zeve. Tenka stava ubava, od Boga podarena. Ah, moja da mi bideš ti, Bože pomogni mi. Lele kakva žena ubava, lele kako fritan udira, vako silen ritam dosori, lele ke me poludi. Lele kakva žena ubava, lele kako fritam udira, vako silen ritam dosori, lele ke me poludi. Lele kakva žena ubava, lele kako fritan udira, vako silen ritam dosori, lele ke me poludi. Lele kakva žena ubava, lele kako fritan udira, vako silen ritam dosori, lele ke me poludi. Уживавме во Жена убава на Ташко Карамфиловски. Ние сме повторно во нашето студио со нашиот денешен гостин Ташко. Ташко, веќе сме при крајот на 2020 година. Како помина оваа година за тебе? Па, пред се, еве сме здрави, живи, можам тоа да го речем, иако поминавме многу лош период. Изгубивме доста драги пријатели, доста роднини, навистина жалосно, но меѓутоа животот продолжува. Се надеваме дека ова ќе се заборави, ќе остане во оваа година. И покрај тоа што сите дешавки се случува со тоа, јас имав прилика оваа година да учествувам на летниот фестивал во Новаци. Значи, Каде што однесе победата, така? Тоа беше една вистина огромна победа за мене, каде што публиката си го кажа своето. Стануваше збор за песната Сине мој, каде што можам да речем дека после 101 ми е нареден хит по кој луѓето почнаа повеќе да ме препознаваат. Чест и задоволство ми беше, исто ќе спомнам за таа песна во соработка со Милан Завков. Подарок ми од Гоце Ристески од Австралија, од Мелбурн. Поздрав до него и до неговата фамилија. Тоа се случи, како што имам напоменато, ќе спомнам и пак, во Австралија на еден мој настап таму во Мелбурн, каде што Гоце и неговата фамилија беа присутни каде што пеев и кога заврши целиот настап, јас не се познавав со Гоце и дојде кај мене и ми вика, сакам малце да се запознаеме подлабоко. Мене ми беше огромна чест. Кога направивме муавет за што станува збор, кога видов дека и тој е навистина прекрасен музичар и има направено многу добри дела. И ете така, во таа соработка навлеговме и дојде и до Сине мој. Така, и сними спот во соработка со продукција на повеќе локации во Скопје, имаше и малку во Охрид. Колку си задоволен од спотот? Па, ете Какви веќе реакциите од публиката за сите мои видеозаписи до сега кои што се направени, гледачите може да и погледнат на YouTube каналот. Сите ми се во соработка со импродукција. Презадоволен сум од соработката. Планирам и да продолжам. Секако дека направивме убави дела. Луѓето почна да дава добри коментари. Нормално, на некој не му е добро, но повеќето публиката го кажува своето и дека има позитивност. Тоа ми е пред се. Продолжуваме со продукција да работиме и понатаму.
и се надевам дека ова 2021 што доаѓа, летниот период, веќе ќе извадим уште една многу добра песна која е во соработка. Ќе оставам малце за таа песна понатаму да се збори и исто така ќе биде во соработка со Импродукција. Така, на почетокот од 2020 година имаше и австралијска турнија. Би сакала да се подсетиме малку околу оваа турнија, како си помина, кој ти помогна, со кого настапуваш, имаше голем број настапи таму, кои што навистина беа посетени до последното место. Па, навистина тоа беше прва моја турнеја во Австралија и иако неочекувано поминав, значи преубаво, немам зборови да коментирам. Му се заблагодарувам на нашата публика, значи настапите каде што настапував навистина беа многу доста посетени, иако некои од колегите ми велеа и прв пат одиш, немој да мислиш дека ќе поминиш вака или онака, но меѓутоа јас можам да кажам наспроти тоа поминав прекрасно. Ме зеде Рокдал Илинден од Сиднеј и почитуваниот Симе Бридж. Ќе го поздравиме во оваа прилика. Огромен поздрав и до него и до неговата фамилија. Како голем помошник во мојата прва турнеја во Австралија е секако неповторливиот мојот кум Туше, го поздравувам и него. И поминавме, значи, преубаво, сретнав доста луѓе, запознав многу нови луѓе кои навистина ми оставија голем белег и секогаш се сеќавам на нив и ден денеска комуницираме. Тоа што се деси, ете да речам, во оваа година требаше уште два пати да одам во Австралија, тоа беше во мај, каде што имаја организирано неколку концерти и сега за дочекот на новата година повторно требаше да бидам во Рокдейл Илинден во Сиднеј, но меѓутоа ете како за сите така и за мене. Оваа година ќе поминеме дома. Така, ги немате вашите настапи годинава, колку лично тебе ти фали публиката, дружбата со твоите фанови? Колку е тешко да се биде без тие настапи? Така, оние кои што ме познаваат добро мене знаат дека сум народен човек и јас не можам да живеам без луѓе. Веќе секојдневно, иако беше, еве да речам, голема пандемија, голема криза за дружење, јас секојдневно сум во друштво на луѓе, но ги почитуваме правилата. Многу ми фалат луѓето, посебно публиката, посебно моите слушатели, моите обожаватели, каде што ете на некој кога беше карантинскиот дел, успеав оние што ми бараја нормално кои сака да ме слушаат, да му направам некоја карантинска песна, но меѓутоа не е тоа. Ги поздравувам уште еднаш сите, се надевам дека за брзо ќе се дружиме повторно. Имав доста голем број ова година на закажани свадби, но меѓутоа пропаднаа. Мислам се закажаа за нареднава година, дај Боже да се остварат, исто така доста крштевки и се надевам дека оваа година што иди, ќе се дружиме повторно. Кои се твоите планови за следната 2021 година, што ќе биде следно од тебе? Па следно нема да застанеме, значи мора работа во оваа сфера. Се надевам, како што спомнав, работиме на една многу добра песна, каде што летниот период треба да излези, но меѓутоа пред тоа ќе излезат уште неколку мои песни и веќе готвен е третиот албум. Сакав малце на поинаков начин да го представам на моите слушатели и гледачи и обожаватели, но меѓутоа немавме можност да направиме на таква промоција, но меѓутоа се надевам дека да речам како ќе се одвиваат работите во почетокот на 2021, сакам да го представам мојот нов албум. Така, значи ќе има уште многу нови песни од тебе. Веќе се приближува дочекот на новата година, како ќе ја поминеш новогодишната ноќ, претпоставувам со семејството? Па така, еве веќе 15-та година како што не сум дома. Неколку години бев со прекрасната публика во Шведска, заедно за дочекот. Исто така и во Норвешка, низ нашиот град Ресен. Неколку нови години поминавме. Во Битола настапував, па еве веќе 15-та година, каде што прв пат нова година ќе дочекам со моите
најблиски дом. Так, со семејството, дали ќе им отпееш нешто можеби? Па Или ќе уживаш во таа вечер? секако како што сме желни за пеене, па се надевам дека цела вечер ќе пееме, да испратиме со песна оваа година и да дочекаме новата со радост и со среќа. Така, пред самиот крај би сакала нешто да им посакаш на нашите гледачи широк светот. Би сакал да ги поздравам сите, да му посакам добро здравје, среќа, радост, љубов, многу здравје, добра мисла, да се сакаме, да се почитуваме сите, бидејќи самите видовме, да речем, еден ден што може на човек да му се деси. И тоа е тоа, многу љубов да му посакам на сите, убаво да се дочекаме новата година, да ја заборавиме ова, не можеме да ја заборавиме, бидејќи, како што спомнав на почетокот, имавме доста голема загуба на наши, но меѓутоа се надевам, животот продолжува и со љубов и здравје одиме понатаму. Така, Ташко, јас ти благодарам за твоето гостување. Сакам овој убав разговор да го заокружиме со убава песна и како што доликува. И би сакала да го погледнеме спотот за песната Сине мој. Нашите гледачи нека уживаат. Ти благодарам уште еднаш. Spomeni stari,
Почитувани гледачи, денес во нашето студио во Ин продукција повторно си имаме прекрасни гости. Гости ни се Премиер Бенд, а мои соговорници се Ѓоре и Мите Стоилков. Добро дојдовте во нашето студио. Како се чувствувате, Ѓоре? Одлично. Супер. Како и секогаш. Мите, за прв пат во нашето ново студио. Како чувствувате? Така, ви благодарам пред се за поканата и секако мило ни е што сме дел од ова новогодишна емисија. Така, и за нас е чест што ни дојдовте на гости. Денес ќе изведете убави песни. Што точно има на вашиот репертоар, Мите? Па секако имаме неколку кавери што ги направивме оваа година. Ете, можам да кажам дека од оваа година сме веќе заедно со Премиер Бенд. Имаме неколку кавери кои ќе ги слушнете наши од оваа година кои ги спремавме. Секако дека спремаме и многу поголеми проекти и песни, се надам дека ќе имаме понатака. Секако и неколку мои лични песни, така да се надевам дека ќе им се допадне на публиката. Така, значи ќе има кавери и твои авторски песни. Ѓоре, што очекувате? Дали очекувате дека ќе бидат видеата прегледувани на YouTube каналот? Би требало да бидат, затоа што се нуди нешто квалитет затоа. Така. Мите, 2020 започна со Премиер Бенд. Како е да се биде дел од овој тим? Па одлично, ние веќе пред да почнеме да кажам ваква ситуација како што ние со корона кризата, така почнавме да работиме заедно на неколку проекти. Видно како што видно ситуацијата, престанавме сега за сега. Пак почнавме да работиме на неколку наши кавери. Се надеваме дека во скоро време ќе излезат уште неколку нови. Овие сега што ќе ги представиме се веќе снимани, да кажеме пред една година, можеби. Така да но сега се ќе надевам дојде дека ќе има моментот повеќе, и да се представат и кај нас Да. во ИНТВ. Ѓоре, Премиер Бенд на естрадата се над 20 години. Но ете за оние кои што не знаат кога ете прилика се оформи ова Се оформи многу одамна. И чија беше иницијативата? Ние бевме две различни групи што подосна се споивме. Значи идејата ние самите се договоривме за да си направиме така една екипа што и више долго време функционираме. Па и самата бројка го кажува тоа, 20 години на естрадата, навистина е голема бројка. Мите, кои се плановите за понатаму? Ете, не можеме да планираме што ќе се случува ни во наредните денови, не камоли за следната година, но дали веќе размислувате заедно со Премиер Бенд за нешто можеби авторско? Секако, како што кажав, покрај да, кавери? претходно се надеваме дека ова ќе заврши се поскоро. Ние во меѓувреме веќе, ете како што кажав, работиме на нас, ете на некој начин, и се надеваме кога ќе помине дека се ќе биде во нормала и дека се повеќе песни, се повеќе музика ќе има околу нас, така да се надеваме дека ќе помине многу скоро. Така, 2020 ги немате вашите настапи, ете веќе доста месеци сме без живи свирки, жива музика. Ѓоре, колку ви фалат настапите и публиката? Да ти кажам право, музиката е нашиот живот. Нешто што сме вложувале целиот живот, од тоа и ни фали многу. Значи, и настапи, и публика, и све. Значи, ова е стварно жалосно што бидна вака. Ама се надеваме дека брзо ќе помине. Така, дали соработувате и со други музичари од македонската естрада и со кои најчесто? Доколку соработувате? Па да ти кажам право, соработуваме сете со Маријан Коцев имаме соработа. Значи, да не ги набројувам, соработуваме скоро со сите. Значи, на некој тип веселба, што е да речеме, например, свадба, како што е, доаѓаат различни типови на пејачи, ме разбираш. И така да соработка да си е, баш като и приватно ние си се дружиме како колеги, си се поштуваме, така да све е како што треба и соработуваме со сите скоро. Така. Мите, како помина за тебе ова 2020 година? На почетокот беше навистина убав почеток беше, значи оваа година започнавме Звездите на Гран. После 4 години надпреварување, така да не очекувавме дека нешто вакво ќе се случи, така да мислам
дека во наредната 2021 ќе продолжи се да биде нормално. Ние веќе сме во тека и ги снимаме сите емисии таму што се. Но секако со тек на времето мислам дека ќе биде се во нормала, пак како што кажав, и дека снимањето можеби ќе трае до јуни или јули, се надеваме, бидејќи ова веќе ќе трае 2 години, нема да биде 1 година од Звездите на Гранд, мислам дека ќе трае 2 години. Има нови кандидати, исто од оваа година, па ќе видиме како ќе биде. Така имаше победа на Пинкови звезди. Така е. Кој е твојот совет кој што би им го дал на оние помладите кои што сакаат да се пријават на такви шоуа? Па И на секој некој што сака да се пријави на талент шоу? Па секако пред се желбата и борбата, морам да кажам дека мораш да се бориш за тоа што го сакаш. Искуството доаѓа само по себе. Значи, кога ќе се појавиш на самата сцена, искуството си доаѓа само по себе. Јас не знаев како е, многу претходно имав навистина пријатели, колеги кои ме објаснуваа предодам, но искуството го стекнав сам. Имаше некои работи претходно што ете да кажам на некој начин ги разбрав, ги поднаучив, но не беше како што бев на таа сцена и таму нормално цел Балкан не е само Македонија, туку од многу други држави. Така да се надеваме дека и сега ќе може голем успех. Благодарам. Ѓура, дали ќе може да ги поздравиме и да ги откриеме и останатите членови на пример бенд кои што се зад камерите? Да. Еве бубњеви е Горан Божиновски, Сајзер е Гоце Јаневски и новиот член исто така со Мите што дојдоа е Ферчо Мустафов и Елдин гитара. Ете така, ќе ги поздравиме нив, тие се, како што кажав, зад камерите, а нашите гледачи ќе имаат во најскоро време можност да ги погледнат од вашиот настап во нашето студио. Јас ви благодарам што одвоивте време да ни гостувате и да ни дојдете дури до Охрид, за да ги представите вашите Благодариме на представите поканата. вашата музика. Се надевам дека повторно ќе ни дојдете. Мите, што би им посакалете во името на сите вас, на нашите гледачи широм светот? Па ете, како што е ситуацијата, на сите ќе им посакам пред се да се чуваат, да останат со добро здравје, па се надеваме дека во 2021 се ќе биде во нормала и ќе шириме многу музика околу нас, така да се надеваме на тоа. Ви благодарам за убавиот разговор и за вашето гостување. И благодарам и на вас. Благодариме. Ко негде да те знам и во тие очи гледам многу солзи, да. Сега дај ми шанса јас тие твои очи да ги насмеам. Што биде, нека биде, ноќта ке ги скрие сите наши тајни по празни булевари, муабети до зори, срце оган гори, остани до мене ти. Ајде биди ми аморе, моје лето, моје море, дај од љубов да изгориме. Ајде биди ми аморе, моје лето, моје море, да не страсти да не покрие. Се што сакам јас во тебе го има, во тебе го има, знај. Дај ми шанса јас до тебе да бидам, до тебе да бидам. Што биде, нека биде, ноќта ке ги скрие сите наши тајни, празни булевари, муабети до зори, срце
тука го завршувам уште едно издание на емисијата Наша сцена. Јас верувам успеавме да го задржиме вашето внимание до крај. Верувам уживавте со нас. За мојот изглед и во ова издание на оваа емисија се погрижија бутиците на Мис Сара, кои се наоѓаат на 2 локации во Струга. Ние се гледаме за 7 дена. Вие останете во добро расположение.